Саботно издание на регионалните вести. Поранешниот дом на Арама во Тетово е во очајна состојба. Овој објект е во собственост на Министерството за одбрана, но оставен е да пропаѓа повеќе од една година. Сред центар руина. Овој објект во собственост на Министерството за одбрана долани беше под концесија на приватна фирма. Во меѓувреме не се најде нов концесионер, а објектот сега пропаѓа. Дворот е претворен во депонија, а местото се користи за разни девијантни појави. Срамота овде у центар град Тетово да се овако нешто да се деси, тоа е срамота, стварно срамота. Тоа не е добро и за луѓе, за народот и за туристите. Има луѓе што општо не биле овде, па гледаат овде у центар Тетово. Не треба никаде, у центар најмалу. Ова било значајно место за Тетово, мислим, доста време народот тука поминувал. Не би требало ова. Тоа е ружно, ругло, што се вика. Треба да се адаптира, да се обнови и така. Жителите кои живеат во близина на овој објект велат дека од локацијата се шири непријатна миризба. Неколку пати реагирале до надлежните да го решат проблемот, да го дадат под концесија или пак некоја од институциите да управува со него, но таму не добиле никаков одговор. Пред повеќе од една година премиерот Зоран Заев на трибина пред граѓаните во Тетово по нивно барање најави дека можно е ова место да прерасне во локација каде што ќе се одвиваат младински културни активности. Но наместо ова, сега ова место како што гледате во целосно руинирана состојба се наоѓа во центарот на градот и во вечерните часови тука во дворот се одвиваат девијантни појави. Од Министерството за одбрана велат дека објавиле оглас за издавање на објектот под закуп, но немало заинтересирани. Во моментов, како што истакна, нивното министерство заедно со владата ги разгледуваат сите опции за понатамошното користење на објектот. Општина Тетово го потпиша конечниот договор со Министерството за финансии и Светска банка за продолжување на булеварот Индустријска. Парите ќе бидат искористени за продолжување на булеварот од спортскиот центар се до Тетовската касарна. Се очекува наскоро да се започне со градежните активности. Средствата се доделени, подпишана е од страна на градоначалничката. Треба во најкратен рокон можен начин да се почнуваат и работите таму, значи да има објавено тендер и така натаму. Рече Беки Мемети, председател на Советот на општина Тетово. Председателот на Советот Беки Мемети истакна дека при крај се постапките за исплата на куќите, каде треба да помине дел од булеварот Благоја Тоска. До така, веќе мислим дека се при крајот со плаќање на куќите што треба да се рушат и секој ден мислим дека е на фавор на општината на Тетово. Рече Мемети, во Тетово има 3 булевари и ниту еден од нив не е пробиен. Под мотото да ја изградиме иднината со зачувување на минатото, Конзерваторскиот центар во Гостивар спроведува повеќе проекти за реставрација и конзервација на објекти од културното наследство во регионот. Црквата Свети Димитрија и медресето во градот, џамии во селата Симница и Равен, традиционални куќи во селото Бродец. Ова се дел од објектите од културното наследство на поширокиот гостиварски регион, кои се офатени во програмата за работа на Конзерваторскиот центар во Гостивар. Зафатите за нивна реставрација и конзервација значат трајна заштита на културното богатство и отвораат можности за нивна промоција пред посетители и туристи. Џамијата во Симница е стара околу 120 години, а со проектот првично се предвидува да се заштити кровната конструкција на овој објект. И во самото село, што јас за прв пат го посетувам, е интересно што покрај новата џамија што е изградена, во селото постои старата џамија што не треба да се заборави и не е заборавено ниту од луѓето, ниту од Министерството за култура, така што Министерството за култура преку своите институции го има заведено како проект кој треба да се поддржи и да се зачува незината таа оригиналност, иако можеби џамијата не е стотици години наназад изградено, но сепак си ја има својата вредност, како се смета како стара џамија и
Проектот се состои во тоа што прво е предвидено кровниот дел да се реконструира, бидејќи од таму потекнуваат и другите проблеми на самата џамија. Протекува водата, навлажнуваат зидовите, се истрошува овој прекрасен тавански амбиент овде изработено се рачно од дрвен материјал, па потоа да се оди надолу преку прозорците се до приземјето на објектот. Во црквата Свети Димитрија проектот за реставрација на покривот целосно заврши, исто како и обновата на фасадата на медресето. Планирани се и други значајни проекти кои ќе се реализираат откако ќе се заокружат административните и тендерските процедури. Сме во крајната фаза, чекаме да поминат на стручната контрола и да се отворат тие тендери кои се во тој процес е беговата куќа, џамијата во Равен и калето, значи исто во Равен и уште некои други помали, но многу битни за Центарот за конзервација. Конзерваторскиот центар во Гостивар ги спроведува овие активности под мотото да ја изградиме иднината со зачувување на минатото. Пронајдени 12 килограми марихуана во паркиран автомобил. Подоцна се приведени сопственикот на возилото и неговиот татко. Околу 12 килограми марихуана биле пронајдени во паркирано патничко моторно возило БМВ со тетовски регистерски ознаки. Вчера околу 14 часот на земјениот пат од село Фалише кон село Сараќино. 3 часа подоцна бил пронајден и сопственикот на возилото, 27 годишен тетовец, и заедно со неговиот татко на возраст од 53 години биле приведени во секторот за внатрешни работи Тетово поради основано сомнение дека сториле кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. По документирање на случајот против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од МВР. Ноќеска во 1 часот и 50 минути во Гостивар пак, на улица Никола Тесла, полициски службеници привеле 24 годишник од село Долна Бањица, бидејќи при извршен преглед кај него била пронајдена марихуана. По документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Технички неисправни 14 возила во Тетово кои вршат јавен превоз на патници, додека пак во Гостивар 15, односно дури половина од вкупно контролираните. Акциска контрола за техничка исправност на возилата кои вршат јавен превоз, односно автобуси и комбиња, била спроведена вчера од 8 до 13 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово. Со контролата реализирана на тетовското подрачје, вкупно биле опфатени 85 возила, од кои кај 14 е откриена техничка неисправност. 11 од возилата имале неисправни сопирачки и веднаш се исклучени од сообраќај, а 3 биле со неизвршен технички преглед. На сите изготвени им се прекршочни платни налози. Од 33 контролирани возила на гостиварското подрачје пак, 15 биле технички неисправни, 10 со неисправни сопирачки, 3 со неизвршен преглед и 2 со некомплетна опрема. Неисправните возила исклучени се од сообраќај и изготвени им се соодветни поднесоци. При контролата откриени се и 20 на други видови сообраќајни прекршоци. Председателот на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев и заменик председателот на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска се обратија на свечената промоција на нови полициски службеници на спортското игралиште во Центарот за обука во Идризово. Во своето поздравно обраќање, премиерот Зоран Заев им честиташе на најновата генерација на 528 нови полициски службеници за успешното завршување на едногодишната основна обука за совладување на потребните компетенции за полициски службеници во Центарот за обука на МВР. Секоја задача што ќе ја добиете ќе биде важна, зашто е во служба на заштита и на услуга на граѓаните, зашто е во насока на заштита на правото,
и правната држава. Извршувајте ги вашите обврски со интегритет и видлива компетенција за да бидете пример и да ги охрабрите другите во оваа благородна и одговорна мисија. Така лично ќе ја стекнете довербата на граѓаните и на тој начин ќе учествувате и во подигањето на довербата на граѓаните севкупно во полицијата. Очекувам дека знаењата и вештините што ги стекнавте изминатава година преку интензивна обука, брзо ќе ги примените во организационите единици каде што ќе бидете распоредени. Дотолку повеќе што полицијата има и тоа како потреба од млади, нови луѓе, амбициозни и волни за професионален развој и напредок. Се надевам дека тоа ќе го искористите мудро, свесни за нашата целосна, колегијална и професионална поддршка. Ана Андонова од Тетово, која аматерски работи како режисерка, го сними својот 6-ти краткометражен филм. Снимањето заврши вчера, а премиерата се очекува во наредниве месеци. Брзо ја гура. Ајде ја гурате така. Браво. Многу ми се свиѓа. Браво, супер! 20 годишната Ана Андонова од Тетово, студент на Универзитетот ФОН на групата за дизајн и мултимедија, го режира незиниот 6-ти краткометражен филм. Снимањето на Малечка заврши вчера, а се одбиваше на неколку локации во село Туденце. Премиерата на филмот се очекува во наредните месеци, откако ќе заврши процесот на монтажа. Веќе 3 дена во Туденце го снимаме краткиот филм Малечка. Во филмот се работи за една свадба која што има и среќен и несреќен крај. За снимање на филмот, затоа што е сепак свадба, се ангажирани голем број на актери, голем број на статисти, екипа. Учествуваа 60 на глумци, статисти и технички персонал, кои пак имаа голема поддршка од жителите на Туденце, кои беа воодушевени дека во нивното село се снима вистински филм. Актерите, статистите и екипата кои што работат на овој филм се наоѓаат од возраст од 5 годишна до 70 годишна возраст. Во екипата снимател е Милчо Силјановски, тон мајстор е Александар Китановски, а главните улоги ги имаат Мартина Стериоска, Меланија Серафимовска и Мила Евковска. Инаку Ана Андонова првиот краткометражен филм го сними пред 5 години. Од тогаш секој нов филм е поголем предизвик за неа во однос на претходниот. Потврда за успешноста на нејзините краткометражни филмови се бројните награди на домашни и странски филмски фестивали. Сребро освои на фестивалот Инфоматрикс во Романија, 2 бронзени награди пак на фестивалот на непрофесионален филм во организација на Уника, додека награда за филм со најдобра порака доби на надпреварот во Индија. Исто така, Ана усвои неколку награди во нашата земја на филмскиот фестивал за аматерски филмови. Нејзините филмови се прикажуваат и во повеќе други земји, како Холандија и Канада. Македонската репрезентација попладнево ќе се соочи со репрезентацијата на Бугарија во мечот за 3-то место на меѓународниот меморијален турнир Бранко Хаджилјовски Чајка, кој се одржува во Скопје. Македонија вчера беше поразена со 3-1 од Украина, додека во вториот меч Белгија со комплетен пресврт и триумф од 3-1 ни ја прати Бугарија за противник. Дека нашите одбојкари се уште работаат на формата за Европското првенство, беше јасно видливо особено во првите 2 сета против Украина, но селекторот Никола Матијашевиќ смирува и вели дека направен е чекор напред во темпирањето на формата, сепак потенцира дека денеска ќе биде несомнено тешко. Не чека тежок дуел,
Свесни бевме за тоа кога повикавме вакви силни екипи на турнирот. Може да биде болно, но тоа не е потребно. Да растеме преку вакви тешки контроли и да знаеме точно што не чека на Европското првенство, каде нема да биде лесно, потенцираше селекторот Матијашевиќ. Мечот за третото место се игра попладнево во 17 часот и 30 минути во салата Градски парк во Скопје, а истиот ќе има и ТВ пренос на националниот сервис. Украина и Белгија ќе се соочат во финалето, а тој дуел е закажан вечерва во 20 часот и 30 минути. Влезот во салата Градски парк за двата надпревари е слободен. Шкотскиот суд денеска го отфрли барањето за времено блокирање на одлуката на британскиот премиер Борис Џонсон за прекин на работата на парламентот. Критичарите сметаат дека одлуката за суспендирање на парламентот е обид на Џонсон да им одземе време на пратениците кои сакаат да го блокираат Брекзит без договор, оставајќи ја Британија надвор од Европската Унија на 31 октомври без договор. Адвокатот Ајден О'Нил во име на 75-те пратеници кои поднесоа тужба предходно го повика вчера да го помести датумот. Даунинг Стрит ја поздрави пресудата на судот. Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека паузата е потребна за владата да може официјално да ги представи законите за следната година. Во Лондон и останатите британски градови денеска почнаа собири против одлуката на британскиот премиер за суспензија на работата на парламентот. Во недела се одржуваат парламентарни избори на источно-германските покрајини Саксонија и Бранденбург. Победата и се смешка на Алтернатива за Германија, а изборните резултати можат да ја урнат и владата на Меркел. Еден месец подоцна се изборите во Тирингија, исто така покрајина која беше во составот на некогашна Источна Германија. Резултатот од изборите нема само да открие кој ќе владее во овие покрајини во наредните 5 години, туку би можело да има далекосежни последици врз политичките случувања во Берлин. Коалициите на неколку партии мирисаат на нестабилност, на експеримент, нешто што германците не го сакаат во политичкиот живот. Трите источни покрајни заедно сочинуваат само 10% од вкупната германска популација, па сепак овие избори ќе го привлечат интересот на целата нација. Поради ураганот Дориан што ќе удри во понеделник и во вторник во Флорида со јачина од 4 категорија, председателот Доналд Трамп прогласи вонредна состојба. Трамп предупреди дека ураганот би можел да биде апсолутно чудовиште. Американскиот председател им нареди на американските сојузни власти да им помогнат на локалните власти на Флорида во одбрана од ураганот. Трамп го откажа патувањето во Полска закажано за викендов за да остане во Вашингтон и да ја следи ситуацијата со ураганот. Со високи мермерни столбови и покриви во форма на пагода, куќи изградени од богати роми красат многу села во Романија. Распространети во една од најсиромашните членки на Европската Унија, овие згради се проценува дека ги има неколку илјади, најчесто се многукатници, бидејќи соседите се надпреваруваат кој ќе биде povисоко. Ăștia umblă în toată România. Și să zic că a văzut o casă frumoasă. Vrea să o aibă și el. La început, majoritatea castelelor erau cu turnulețe. Шарените декорации, како и знакот на американскиот долар или логата на некои германски автомобилски марки, може да се видат на некои од фасадите како символ на богатството. Романскиот архитект Рудолф Граф вели дека, иако често се исмејува како апсолутен кич, стилот на ромските палати не треба да се отфрла. Но како што вели Граф, и покрај нивните варијации, сите ти имаат една заедничка цел – да го покажат престижот и успехот на оние што живеат во нив. На моменти структурите може да ги реплицираат постојните јавни згради, како што е онаа со посебна приказна во селото Бузеску, на 100 километри јужно од главниот град Букурешт. Дан Финту, богат член на романската заедница, кој загина во сообраќајна несреќа во 2012 година, го моделирал неговиот дом во судницата, каде што во 90-тите бил осуден на затвор за измама. Изворите за финансирање на овие палати се нејасни, вели Граф.
Многу од собствениците на овие куќи во Бузеску рекоа дека заработиле пари од старо железо и се уште го прават тоа како занимање. Други пак заминале во странство на работа. Asta e, după bani, ți se făcea bani și acum nu mai stă acasă. Păi dacă stai acasă, hai, de unde iei? Și așa că trebuie să pleci undeva. Крајот на комунизмот пак доведе до послабо правно окружување, во кое било полесно да се заработат пари. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 16 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. И утре не очекува сончево и топло време, со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 13 до 34 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 7. Тоа беше се што подготвивме за овие регионални вести. Пријатна!